Вечерва слушнавте убави збор за мене, меѓутоа сета слава му припаѓа на Бога, бидејќи тоа што суме по Негова милост и заслуга. Се што правев и што објавував не беше за да се прославам и да имам обожаватели, бидејќи не е тоа мојата цел, туку мојата цел е колку што можам поблиску да ја доближам радосната вест, Евангелието Божјо до секој човек на ова време. Во нашата земја многу не се зборува за Евангелието и сето тоа се разбира како да е некоја нова вера. Меѓутоа, како што слушнавте, јас верувам во троединиот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух. Верувам дека и вие верувате во Бога. Но да веруваш во Бога е едно, а да го следиш Исусовиот пример и да веруваш и да го следиш е благослов. И ние сите сме повикани да имаме духовен живот во заедништво со Бога. Вечерва пред да бидете исцелени, неопходно е да примите Слово Божјо, кое што ќе ви ја тргне заблудата и ќе ви овозможи со вера да пристапите и да можете исцелувањето не само да го примите, туку и да го задржите, затоа што непријателот знае и да го извади, го вади од вас кога ви наметнува сомнение, односно неверување. А Бог пак сака да му веруваме, бидејќи никој не може да му служи на Бога без вера, нели е така? Во Тит 2 глава 11 стих од Светото Писмо вели Бог ни покажа колку ни е благонаклонет со тоа што дојде да ги спаси сите луѓе. Амин. Значи, Бог ни покажа колку ни е благонаклонет. Значи, Бог ти е благонаклонет. Додека ти мислиш дека си недостоен, дека те мрази, дека те казнува со болести, со реума, со рак и слично, овдека вели дека Бог ти е благонаклонет со тоа што Тој дојде за да ги спаси сите луѓе, и тебе, и сите останати. Го знаевте ли ова? Некој да, некој не. Но што значи ова? Вие сте денес тука да разберете дека Бог не ви дава болести. Од Него не доаѓаат болестите. Било да се психички, било да се физички, било да се наследни или автоимуни. Господ не соработува со ѓаволот за преку ѓаволот да ве казни и да ви стави некоја болест или страдање. Бог е добар и тој е полн со што? Со љубов, така ли е? Ако се соочувате со болки, со болести, депресија, тага, измачување од демонски сили, тоа не е затоа што Господ тоа го дозволил во вашиот живот, туку затоа што вие не сте допуштиле да ја примите Божјата благодат во себе. А како не го допуштате тоа? Секогаш кога вие мислите дека сте недостојни, дека сте мизерни, дека сте фабричка грешка на природата, дека сте се родиле онака од коинциденција, сето тоа кога го размислувате, не дозволувате Божјата љубов и милост да се излеат врз вас. Дали го разбирате тоа? Точно е дека ние сме недостојни и дека сите ние отпаднавме од Божјата слава и сме грешни. Тоа го пишува во Светото Писмо. Но Бог ни покажа колку ни е благонаклонет со тоа што Тој дојде да ги спаси сите луѓе. Така ли е? Дали си ти во тие сите? Јас сум, а вие? Така е. Многуми на тоа не го живеат. Зошто? Затоа што не знаат што донесе Исус кога дојде, што направи Тој, што изврши на земјата, и затоа живеат под религија и под закон. И можат да прават се, да одат во манастири, да раздаваат лепчиња, зетинчиња, меѓутоа нема промена, само некоја мала повремена утеха. Јас не ви зборувам за религија, туку ви зборувам за средба со Бога. Затоа сакам да ви кажам, животот со Бога не е живот на мачеништво, да се вие мачите и како да правите се некој ритуал, марифет или обред, како да Исус не е доволен. Разбирате ли? Јован Крстител, кога го здогледа Исус, рече, еве го Божјото јагне кое што ги зема гревовите на светот врз себе си. Што кажа Јован Крстител? Дека Исус ги зема гревовите на целиот свет врз себе си. Така ли е? Исус дојде да не разреши од гревот и последиците на гревот, а некои луѓе уште живеат во грев и уште се под религиозниот закон.
Исус дојде да не помири со Бог таткото, да не ги прости гревовите. Исус дојде и да ги разруши делата на сатаната, на ѓаволот. Така ли е? Делата на ѓаволот не се здравие и хармонија и изобилие и просперитет. Делата на ѓаволот кои се? Тој доаѓа да добро е, знаете, да украде, да заколи, да погуби. Тој не доаѓа за ништо друго. Сега во Светото писмо читаме како дојде Исус. Во Евангелие по Јован 1 глава читам: и Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. И сите ние примивме од неговата полнота благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеја, а преку Исуса Христа дојдоа благодата и вистината. Прекрасно. Значи, Словото преку кое Господ Отецот создаваше се отелотвори и се настани меѓу нас, и тоа значеше што? Исполнување на пророштвото кое што беше најавено уште од дамнина преку пророците, дека ќе дојде Спасителот, односно Месијата, кој што ќе го спаси светот, кој што ќе има име Емануел, што значи Бог е со нас. И Исус дојде и испратен од Таткото Небесен, зошто? За да не спаси. Преку Исуса Христа дојде Божјата благодат и вистината. Што е тоа благодат? Благодат е милост Божја, која ние не ја заслужуваме, а Бог ни ја дава. Како ја дава? На таков начин што Тој се грижи за нас, ги снабдува нашите потреби. Тоа е незаслужена услуга или наклонност од Бога кон нас. Преку благодата е снабдена секоја наша потреба, како физичко, така и духовно здравие, успех, просперитет, достоинство, финанси и слично. Но да потенцирам нешто. Таа Божја благодат до тогаш не беше присутна, не беше дадена. Таа дојде на овој свет откако Словото се отелотвори. Дали го разбирате тоа? Зошто е ова важно? Затоа што претходно владееше закон. Тој закон беше даден преку Мојсеј и целта на тој закон беше луѓето да разберат колку се грешни, да видат каков е Божиот стандард за светост. И секој што не се придржуваше до тие Мојсееви закони, познати како 10 Божји заповеди, значеше дека отпаѓа од Бога, односно не може да има праведност и со тоа се стекнуваше со проклетство. Дали разбирате? Луѓето под законот прво требаше да се покајат, па потоа да бидат исчистени за гревот, жртвуваа животни за таа цел, меѓутоа немаше промена. Нивното срце остануваше кораво и остануваше во гревот. Под законот значи дека добиваш заслужена наклоност, односно кога совршено ги почитуваш заповедите на Бога, тогаш дури ќе бидеш благословен. Под законот Господ бараше праведност од луѓето, од грешниот човек, ама тие не можеа тоа да го направат. Но кога дојде Исус, тој што направи, го исполни законот, се жртвуваше себе си заради нас и нашите гревови, за да ни биде нас простено и пролевајќи ја својата собствена крв. Тој воспостави нов тестамент или нов завет, ни ги прости гревовите, не помири со Бог Таткото и со вера во Него започнуваме да живееме под Божјата благодат. Амин. Верувам дека ви е доволно јасно. Но ќе продолжам. Чекор по чекор одиме подлабоко. Спремни сте, нели? Значи, милоста на Бога или Божјата благодат, таа е најнеопходната за да се спасиме од вечна смрт, за да бидеме искупени, исцелени, но таа беше испратена од Бога преку Исус. И тоа е незаслужен подарок, кој што ти треба да го примиш со вера во она што Бог го изврши преку Јешуа или преку Исуса Христа. Значи, Божјата благодат
е независна од нас, Бог си ја извршува, меѓутоа сама по себе таа не може да те спаси, ниту да те исцели и ослободи. Пазете внимателно. Тука е нашата улога во спасението. А тоа е да ја примиме Божјата благодат, да се согласиме со таа Божја благодат, која што е всушност израз на нашата пројавена вера. Значи, ние благодата Божја ја согледуваме и со вера пристапуваме во неа. На тој начин дозволуваме да се пројави во нашиот живот. Верата не е нешто кое ние треба да го направиме за да го предизвикаме Господ да одговори на нашите молитви. Туку верата од наша страна е нашиот отклик или согласност кон Божјата благодат, односно да поверуваме во она што Исус го изврши на самиот крст за нас. Сега Исус како Божји син совршено се покоруваше на Бога цел свој живот и заради тоа беше благословен. Но тој, завземајќи го нашето место на крстот, ја превзема и нашата казна, односно проклетството кое што сите ние го имавме заради непочитување на Божјиот закон. И во замена ние станавме благослов, а Исус стана проклетство. Светото писмо вели, таткото го сака својот син и му предал се во неговите раце. Оној што верува во синот има вечен живот, оној пак што му е непослушен на синот не ќе види живот, туку останува под Божјата казна. Евангелие по Јован 3 глава. Ако мислевте дека ќе дојдете на перформанс каде што ќе има трикови циркузантски, жал ми е. Меѓутоа, вие дојдовте на место каде што слушате за живото слово, кое што е Исус и преку кого има спасение. Ова може да го промени вашиот живот, не јас, не Стојанче, не Јани или Милена. Дали се разбираме? Вие не случајно сте овде. Вие сте тука дојдени затоа што Господ ве привлече. И има нешто што ве привлече. И тоа го прави Светиот Дух. И тоа се случува за да го слушнете сето ова. Значи, ако го поверувате Исус и го примите за Господ и Спасител, казната која што доаѓа заради нарушување на законот Божи и неговиот стандард за светост, нема да е врз вас кога сте во Исус. Тие што се кај Исус, кои што се спасени и се новородени, тие не се под осуда. Дали го разбирате тоа? Кој ќе каже амин? Кој се согласува со тоа? Алелуја! Значи, што е потребно? Единствено што останува на секој еден од нас е да направиме избор дали ќе ја примиме Божјата благодат или милоста на Бога преку верувањето во Исуса Христа или ќе живееме под религија и под закон. А тој закон не става под осуда или под Божја казна. Сега многу луѓе се подпираат на Божјата милост и благодат и велат, Господ е милостлив, Бог е љубов, ќе ми прости за се, и пак си живеат во грев. Но Словото вели, или пак го презираш богатството на Божјата благост, стрпливост и долготрпеливост, не разбирајќи дека Божјата благост те води кон покајување. Тоа го пишува во Римјани 2 глава 4 стих. Значи, Божјата благост те води да се покаеш. Значи, од Стариот Завет има голема разлика. Во Стариот Завет се каеш за да добиеш нешто, а во Новиот Завет, кога разбираш за Иешуа, за Исус, што направи на крстот, и кога ја примаш неговата љубов, која го допира твоето срце, таа љубов ти дава да се покаеш, да се одречеш од грешниот живот и кажуваш, не, дрогата нема право врз мене, јас сум влюбен во оваа Божја љубов и не сум веќе врзан за ова. Таа Божја милост ти дава слобода, ти дава решение, ти дава одлучност, ти дава вера, ти дава сила да можеш да се покаеш и да завршиш со грешниот стар живот. Значи, ако во Стариот Завет нешто ти требаше за да се оправи, да се оправдаш и нешто треба да правиш, кога ја имаш благодата преку Исус, ти се покајуваш и престануваш со стариот живот. Ние не заслуживме на никаков начин со нашите добри дела и постапки
да бидеме ние спасени или пак да бидеме оправдани пред Господ. Ама Бог веќе тоа го направи. И затоа не може христијаните да живеат постојано потиснати во вина. Ова го читам повторно од Тит, 3 глава, 4 до 7 стих. Но тогаш Бог, нашиот Спасител, ни покажа колку не сака и колку ни е благонаклонет, кога не спаси. Не затоа што со нашите постапки тоа го заслуживме, туку затоа што Тој е милостив. Со силата на Светиот Дух не изми, не прероди и направи од нас нови суштества. Изобилно го излеа врз на Светиот Дух преку нашиот Спасител Исус Христос. Не оправда, затоа што ни е благонаклонет и сега можеме да се надеваме дека ќе добиеме вечен живот. Значи, зошто нас не оправда Господ? Бидејќи ни е благонаклонет и со сила на Светиот Дух не изми, не прероди и да направи нови суштества. И преку Исус имаме изобилно излевање на Светиот Дух врз нас, за да чекориме во заедништво со Бога. Исус не дојде за ние повторно да влеземе под закон и религија. Дали го разбирате тоа? Тој не го излеа својот Свети Дух врз нас, за ние пак да ги исполнуваме 10 Божи заповеди. Внимавајте. Тој дојде и не спаси и со помош на Светиот Дух да можеме да одиме по неговиот пат, да сме негови сведоци и да ја исполнуваме заповедта во која што се состојат сите заповеди, а таа е сакај го ближниот како себе си. Амин. Вечер во Светиот Дух знаете дека е третата личност од Светото Тројство, Тој ни ја носи Божјата љубов во нашите срца, бидејќи слушаме за Исус, кој што ја покажа и докажа Божјата љубов, на крстот ја докажа, и Господ со ова сака да разберете дека Тој ве љуби. Можеш ли да го кажеш тоа? Господ ме сака. А сега да поверуваш и да го кажеш тоа, навистина Господ ме сака. Тоа е добар почеток за исцелување, знаете, слава на Бога. Многу луѓе се инаку заслепени и сакајќи да се со Господа, да го љубат Него, тие се подпираат на нивната љубов, нивната собствена љубов за Бога. Ама ние луѓето сме променливи, денес сакаме, утре мразиме. Разбирате ли? Всушност, што е она што ние треба да разбереме? Тоа е дека ние треба да се подпреме на Неговата љубов за нас. На Исусовата љубов за нас. Со Неговата љубов можеме да откликнеме на Бога, а не со нашата љубов, бидејќи во нас има ли место во нашето скржаво срце да го љубиме Господ. Па ние сами себе не се сакаме. Дали разбирате? Но кога ја примаме Исусовата љубов, со таа љубов Господ сака да му служиме, подпирајќи се на тоа што Он направи за секој еден од нас. Амин. Значи, Божјата благодат е исполнета од Божја страна, се извршува од Господ. А од наша страна што? Од наша страна е верата. Значи, ако Бог од една страна ја излева својата благодат, нашиот дел е тој што ние треба да откликнеме кон таа благодат со вера. Двете, значи, заедно работат. Верата може да не снабди со она кое што Бог веќе го обезбедил по Негова благодат преку Исуса Христа на крстот. Значи, прво Господ дал, потоа ние го примаме тоа преку нашата вера, која што, впрочем, и таа доаѓа како дар од Господ. Вели во Ефесијани 2 глава 8 и 9 стих, зашто по благодат сте спасени. Спасен, внимавајте, кога зборуваме за исцелување, треба да го спомнам грчкиот збор созо. Новиот Завет е пишуван на грчки јазик и зборот созо или сотерија значи да си избавен, искупен, исцелен, вратен во правобитна состојба. Во истото тоа спасение е, во комплетот е и исцелувањето. Во ова слово, во овој стих читаме, зашто по благодат сте спасени, по благодат сте исцелени, по благодат сте искупени, по благодат сте направени нови, обновени, по благодат сте спасени преку верата. И тоа не е од вас, туку дар Божји, не од дела, за да не се пофали некој. Од овде разбираме дека не сме спасени само од верување од верата,
ниту само од Божјата благодат, туку спасение од благодата на Господа, но преку нашата вера. Но и верата што ја примаме, како што кажав, доаѓа од Господа, односно преку слушање на Божјото Слово, и таа е дарум Бога. Спасението ни се подарува на готово преку Божјата благодат, а преку верата добиена од Божјото Слово можеме тоа да го земеме, и сето тоа не е наша заслуга, туку заслуга на Господ. Сега треба да знаете дека Божјата благодат во вашиот живот се зголемува кога верувате дека таа благодат доаѓа врз вас заради Исус. Кога верувате дека Тој ве сака. Дали сваќате? Не треба вие денеска да се борите да постигнете некаква придобивка при Господа. Тоа веќе Исус го возможи за секој еден од нас. Но ние тоа треба да го изјавуваме ако веруваме во тоа. Така да можете да кажете, јас сум благословен заради Исусовото завршено дело на крстот и Божјата благонаклонност е врз мене заради Исус. А вие што кажувате? Тежок е овој живот, мачно е, не се живее во земјава, мачен е овој живот, колку ми е тешко, ах, Господе, зошто го дозволи ово? Жалби и поплаки. Тоа е неверие. А ако веруваш во Господ, ќе си кажеш ако читаш Свето писмо, Господе, јас сум благословен од Тебе заради Исусовото завршено дело на крстот. Јас сум благословен и одам напред, каде и да одам, Ти си со мене. Нели е така? Халелуја! Да ве прашам нешто. Од Савајлево од ова утро, колку пати кажавте дека времето се променува и ве вртат коските или ве боли глава? Навикнати сте постојано да излегуваат од устата жалби, поплаки, песимизам, лоши прогнози, неа бива земјава, економска криза, пари нема, се е скап. Доста е. Наместо тоа кажи, Бог обезбедува. Бог се грижи за мене. Се што ми треба, Тој ќе ми даде. Значи, што ве поучувам вечерва? Ако веруваш дека Бог те сака, како што спомнавте пред 10 минути, тоа треба да го кажеш на глас и да кажеш дека те сака не заради тоа што си добар и си давал донации и негде и си помагал на сиромашни луѓе и на некој што се во потреба, туку Господ те сака заради Исус и заради тоа што Исус го направи на крстот. Дали може тоа да го направиш? Значи, Бог ме сака, повтори. Заради Исуса Христа и Неговото завршено дело на крстот. Заради тоа Господ ме сака. И таа љубов е во мене. Ја примам со радост. Фала Ти, Господе. Сега, дечки, сакам нешто посебно да ви кажам. Еве вака. Ако молчите на болеста, која што ја наметнува ѓаволот, и од Господ не идат болести. Ако вие си молчите, а ве тишти главата или коските, или некој процес се случува воспалителен, вие се согласувате со непријателот. Тој те гази, а ти молчиш. Тој те штипе, а ти ќутиш. Тој те гмечи, а ти молчиш. Не е решение да одиш по гатач и бајач и да пиеш некакви водички. Не е тоа решението, драги мои. Ако сакате да го чуете решението, ова е тоа решение. Значи, прво, не молчите кога тој наметнува болки и болести. Ако вие знаете што обезбеди Исус за секој еден од нас на крстот, тоа е пред се исцелување, знаеш дека тебе ти припаѓа по милост на Бога и го примаш со вера, тоа тогаш го објавуваш гласно. Значи, на таков начин ти се спротивставуваш на ѓаволот кој што прави болки и болести. Ова значи дека сите Божји ветувања, кои што Господ не снабдува преку тие Божји ветувања, ние треба да ги објавуваме со вера во името на Исус.
Например, се соочуваш со болести и со слабости, а во Светото писмо гледате што вели што Исус направи. Вели, а тој, за Исус, ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Исаија 53 глава. Халелуја. Сега, драги мои, штом ова го знаете, дека е веќе постигнато, дека тоа исцелување по Божја волја се случило на крстот кога Исус ги зеде сите болести од нас, тогаш што правите? Вие тогаш што го примате со вера, веруваш дека за тебе се однесува и го објавуваш гласно. Се согласуваш со Бог тоа што го вели, а не со ѓаволот тоа што ти го прави. Што правиш тогаш? Кажуваш: Исус ги зеде од мене сите болести и болки. Повтори. За моите престапи тој беше прободен, сотрен заради моите беззаконија. Казната за мојот мир падна врз Исус и преку неговите рани јас се исцелив. Кажи амин. Тоа е тоа. Халелуја. Ако си во Христос и веруваш во Него, ти кога се молиш, фактички ослободуваш верата за да го задржиш она што веќе ти е дадено преку Христос. И колку повеќе тоа го објавуваш, ова што ви го кажувам, толку повеќе станува твоја реалност. Значи, тоа не е магична формула, пазете, или некаква техника за да добиете нешто од космосот, никако, туку ти ги објавуваш живите слова Божји. Односно го кажуваш тоа што Исус веќе го изработи за секој еден од нас и го постигне на крстот за секој еден од нас. Кога паѓаш, се соочуваш со слабости, ти е тешко. Кога стануваш свесен колку ти си во никаква состојба, стани свесен за тоа кој си во Христа. Што имаш ти во Него? Истреси ја прашината од себе си и стани си понизен пред Бога, продолжи со вера кон Него, чекори напред. Не застанувај, не пропаѓај во калта. Дали се разбираме? Заради Исус можеме да живееме благословено под Божја благодат, но пристапуваме со вера, не со труд, не со наши напори и постапки, туку со вера во тоа што Тој го направи. Сега, исцелувањето не може да се заработи. Вие исцелувањето го добивате по Божја благодат. Но е потребно да верувате дека Бог ве сака, да ја имате таа радосна вест во срцето, дека Бог многу ве сака, до толку многу, што си го даде својот единороден син, за секој што ќе верува во Него да не загине, туку да прими вечен живот. Значи, Бог тебе те сака, затоа ти овозможи да си спасен преку Јешуа, затоа го пожртвува својот син Исус. Дали разбирате? Таа е таа радосна вест, дека ти повеќе не треба да се бориш за да се спасиш. Не треба со свој труд да правиш нешто за да постигнеш спасение. Исус веќе овозможи спасение, кое што го примаш како дар со вера во Него. Значи, ние знаеме дека Тој не сака, ни ги прости гревовите на крстот и преку Неговите рани пишано е дека сме исцелени. Пазете, Исус секогаш ги исцелуваше болните и вечерва ги исцелува. Во Матеј 8 глава вели вечерта, кај Исус доведува голем број луѓе обземени со демонски духови, а тој само со збор. Со што? Значи не со лук, не со босилок, така, со што? Требаше ли да биде Исус благословен од религиозните фарисеи, поповите од синагогата, за да ги брка демоните? Се разбира дека не. Бог е тоа. Така да, и мене ли ми треба дозвола, лиценца, за да бркам демони од вас, од некој човек, кога Исус ме ополномошти да го правам тоа?
во неговото моќно и славно име. Тој не ополномоштува и не дава власт да газиме на змии и скорпии и над секоја непријателска сила и ништо нема да ни напакости. Амин. Тој само со збор ги истеруваше демоните и ги исцелуваше сите болни. Со тоа се исполнуваше предскажаното од пророкот Исаија. Тој не исцели од нашите болки и не оздраве од нашите болести. Амин. Од овде гледаме дека исцелувањето пред се е Божја волја и затоа кога сакаме да сме исцелени и да сме на некој начин целосно обновени, нас што ни останува? Да погледнеме кон Бога со вера во Исуса Христа. Кој го видел Исус, го видел Таткото Небесен. Така вели Светото Писмо. Ако сакаш да согледаш каков е Бог, тогаш погледни кон Исус. Зошто ова ви го кажувам? Бидејќи Филип му рече: Господе, покажи ни го небесниот татко и ќе ни биде доволно. Исус му одговори: Филипе, долго време сум со вас. Зар не знаеш кој сум јас? Секој што ме видел мене, го видел небесниот татко. Како можеш да кажеш покажи ни го небесниот татко? Зарем не веруваш дека јас сум во таткото и дека таткото е во мене? Зборовите што ви ги зборувам јас, не ги зборувам од себе, туку небесниот татко кој живее во мене ги врши своите дела. Верувајте ми дека јас сум во таткото и таткото е во мене, или барем верувајте заради чудата. Ве уверувам, кажува Исус, секој што верува во мене ќе ги прави истите дела што ги правам јас, а и поголеми од моите, зашто јас заминувам кај небесниот татко. Тоа е Евангелие по Јован 14 глава. Истото го пишува и во секоја друга Библија што ќе ја купите и од црква. Дали разбирате? Не е некоја друга Библија. Ова е факт. И затоа многу луѓе не знаат дека Исус е исто така Господ и имаат проблем со тоа, но ако читаат ќе разберат. Значи Исус е добар, на никому не му даде болест, секој што пристапи кон него беше исцелен. Ги ослободи демоните, луѓето демоните и што направи? Ги воскресна и мртвите, така ли е? Кој верува во него, делата што ги вршеше тој, ќе ги врши и верникот, и поголеми дури од тие ќе прави за да се прослави Бога. Кога го имаш Исус, кога си го примил, тогаш ти си Божјо дете и во наследство, бидејќи стануваш Божјо дете, во наследство не ти доаѓаат болести, туку ти доаѓаат Божите благослови заради Исус. Сега, она што е важно да разбереме е дека болеста не е благослов, туку е проклетство. Болеста не е благослов од Бога, туку е проклетство. А Исус толку не засака, толку тебе те засака, што ги зема твоите болести на своето тело, зашто? За ти да не се мачиш. Ако тој тоа го направи, прашањето е зошто ти се уште ја држиш болеста во себе. Предај му ја. Кажи го тоа во молитва, ти ја предавам секоја диагноза, Господе. Треба да разберете дека со секој камшикување врз Исусовото тело, со секој удар што паѓаше врз него, тој ја примаше секоја форма на болест, секоја форма на заболување како артроза, како рак, тумор, депресија, диабетес, срцеви заболувања, астма и така натаму. Казната за да го имаме нашиот мир, за твојот мир да го имаш, тој ја зема таа казна што беше за нас, ја зема врз него и преку неговите рани ние се исцеливме. Значи, исцелувањето е веќе достапно, овозможено е за секој еден од нас и е платено. Веќе е исплатено. Како? Исус ја плати цената за твоето исцелување, страдајќи за тебе. Ако ѓаволот ти вели дека болеста ти е тешка и неизлечлива и дека не го заслужуваш здравието,
ти спротистави му се на него и објави ја вистината и кажи гласно: Исус плати за моето исцелување. Болеста нема право на мене. И моето тело му го посветувам на Бога и е целосно исцелено преку раните Исусови. Амин. Да продолжуваме ли? Значи, она што е важно да сватиме е дека секое проклетство се одликува со болести, со различни страдања, со беда, но сето тоа падна врз Исус и веќе не е врз вас. Зошто? За да може секој еден од вас да оди здрав, да биде исправен, да очекори напред, бидејќи цената е платена, како што кажав, и ти не треба веќе да плаќаш за твоите гревови. Тој ти ги прости гревовите, како што му прости на парализираниот човек, ако се сеќавате, и кога му ги прости гревовите на парализираниот човек, тогаш го исцели. Тоа значи простување на гревовите овозможи парализираниот да го прими исцелувањето, да стане исправен и здрав. Она што сакам пред да започнеме да го кажаме следното. Светиот Дух, кој што е третата личност од троединиот Бог, за него нема граници. Тој е Духот на вистината. И тој доаѓа од Таткото Небесен по молбата на Синот Исуса Христа. Тој Свети Дух не води во светост. Тој ни го оживува Словото. Тој не потикнува да сме во љубовта Божја, бидејќи ја носи љубовта Божја во нашето срце. Тој исто така не потикнува да поверуваме и да го примиме Исус за свој Господ и Спасител. И сето тоа го правиме за да го прославиме Бога. Кога го славиш Исуса Христа за свој Господ и Спасител, му удоволуваш на Бог Отецот. Светиот Дух ни помага во слабостите. Не прави да сме сочувствителни еден кон друг. И вечерва, исцелувањето што веќе се случило преку раните Исусови, Светиот Дух ќе го манифестира во вас со неговата сила, без разлика дали јас ќе ве допрам или нема да ве допрам. Исус и денес исцелува преку Светиот Дух, јас сум само негов слуга, кој што е употребен за да ви ја донесам радосната вест, за секој да поверува во Исуса и да биде спасен по милост на Бога. Значи, не сум јас моќен, не работам со биоенергија или хипноза, туку тоа што работи е Божјата благодат врз мене и преку неа ви кажав за Бога, за да ви се отвори вашето срце, да го примите во вас, а со тоа и дарот на спасението, созо, кое што вклучува исцелување, искупување и избавување од вечната смрт. Амин. Она што е важно да разберете е дека повеќе за вас нема страдање од страна на ѓаволот. Тој нема легално право да го прави тоа. Ама, тој нема да отстапи. Тој доаѓа, се обидува да ти го сруши мирот. Тој не тропа на вратата. Тој доаѓа како натрапник. Но ти што треба да направиш? Треба да му ги прочиташ, да го прочиташ оно што го пише во Светото Писмо, да си ги кажеш правата во Христос. А твоите права кои се? Дека ти си легално искупен преку Исуса Христа, легално исцелен преку неговите рани, легално посинет преку Исус и неговата послушност, легално благословен преку она што Исус го направи за тебе. Ова е тоа кое што сакав вечерва да ви го спомнам. Ова не значи да живеете беззаконски, туку да живеете свесни, движени од Светиот Дух, во Божјата благодат со вера во Исуса Христа, а законот Божји веќе Господ го испишува во вашата совест и во вашето срце и тој ви покажува, Светиот Дух ви покажува што е погрешно, што не, што му е угодно на Господа, а што не. Вечерва Словото Божје што го примивте, ве поттикна во вера. Таа вера ви беше потребна за да ја примите Божјата благодат, односно исцелувањето по милоста на Бога.
како што Јане спомна, дека исцелувањето доаѓа преку, исто така преку Словото кое што се прима, бидејќи тоа е лек за нас, за нашите коски, тоа Слово Божјо, вие сега го примивте, инсталирано е во вас. И тоа веќе ви носи внатрешна обнова. Но освен Словото, кога се слави името на Исуса Христа, тогаш нечистите сили не го трпат тоа. Тие не поднесуваат да се прославува Господ. И затоа многу му пречи сето тоа. И затоа најчесто ѓаволот ги подбуцнува луѓето, ако некој пее за Исус, да каже, секташи ненормални. Дали разбирате? Јас сум се навикнал на сето тоа, зошто? Затоа што јас знам дека не се луѓето тоа што го зборуваат. Тоа е нечистото, нечистите сили што роварат во нив. И затоа треба да дојдат да бидат ослободени. Сите кои што сте тука, јас верувам дека вашето срце веќе е допрено од Бога и верувам дека сте подготвени за исцелување. Но дали сакате да го примите исцелителот? Дали сакате да го примите Спасителот? Дали сакате да примите Божја благодат да тече во вашиот живот, а тоа се случува ако поверувате и го примите Исус Христос за свој Господ и Спасител? Сакате ли? Тогаш да ве водам во молитва ако сакате. Зашто кој сака добива, кој моли исто така ќе прими. Дали сте подготвени? Тогаш повторете оваа молитва, но со вера. Господе Татко Небесен, Ти благодарам за Словото што го чув. Ти благодарам што ми даваш вера да примам и разберам колку е совршена Твојата волја, колку прекрасна е Твојата благодат. Верувам дека Исус Христос е Божјиот Син, кој дојде на овој свет, ја изврши Твојата волја и заради мене беше казнет, измачуван, беше распнат на крстот и на своето тело тој ги зеде сите мои болки и болести. Верувам дека преку неговите рани јас се исцелив. Со неговата пролеана крв ми ги прости гревовите. И тоа го примам со вера. Верувам дека Исус умре, беше погребан, на третиот ден воскресна. И сега е жив и се застапува за мене. Господе Семоќен, во овој час го примам Исус Христос за мој Господ и Спасител. И со љубовта Твоја сега се кајам од грешниот живот и од се што вршев против Твојата волја. Се одрекувам од ѓаволот, од демоните, од идолопоклонства, од зависност од пари, од зависност од луѓе, од омразата, горчината. Се одрекувам од лагата и од се што вршев, што не беше праведно. Господе, со Твојата љубов им простувам на сите луѓе кои ме мразеа. Се молам за нив, благослови ги моите непријатели. Јас во овој миг се радувам што преку Твоја благодат и со вера го примам подарокот, спасението за вечен живот. Примајките Тебе, Исусе Христе, јас станувам Божјо дете. Те примам, Господи Исусе Христе. Ела, дојди во мојот живот. Застани на престолот на мојот живот. Живе во мене, владај со мене. Ти, Господе, води ме. Ти ја посветува мојата душа, моето тело, мојот живот, моето срце. Оставам се да е во Твој раце. Те замолувам, напиши ми го името во книгата на животот. Јас Ти се покорувам и Твоето име го прославувам. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Во Твое име оддавам слава на Бог Отецот и велам слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Халелуја.